civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Само со 20 на години го следи и ова прашање, како не гледа граѓанството. И морам да признам дека не сме се смениле многу, односно сите тие 20 години отприлика е на 3/3 поделбата. Третина граѓани сметаат дека сме окей, дека го работиме тоа што го работиме добро и корисно за државата. Но 1/3 сметаат дека сме платеници на странски служби или шпиони или спроведувачи на туѓи интереси, а 1/3 сметаат дека сме приврзоци на политичките партии и само зацкриено или го кажуваме тоа што партиите не смеат да го кажат, а го кажуваме граѓанските организации за нивна сметка или корист. И за жал, како што рекав, тоа не се менува многу во последните 20 на години. Секогаш е меѓу 30-40% е ова поделба на тие три елементи. И веројатно има логика зашто е тоа така. И најверојатно тоа потекнува, пошто видовме од најголемиот дел од коментарите, од поделбата на парите или дистрибуцијата на колачот и во државата и во самиот невладин сектор, па малку за тоа ќе кажам. Главниот стереотип беше пералница на пари, мислам дека беше Едвард Кардели од коментарите и го спомена и еден од дискутантите, Ненад мислам. И за жал ние 20 години објаснуваме, може да не обвините дека сме корумпирани, дека крадаме, ама не може за пералници на пари да не обвинувате, бидејќи парите стигнуваат од легални извори на легални сметки и се исплаќаат од тие. МЦМ со 15 години нема кеш работа. Еве на Цивил ги гледаме донаторите сите кои се тука, од кај се парите, може да се кликне на секој од тие веб-сајтови да се провери од кај доаѓаат парите и каде се потрошени. Така да не може да сме пералници на пари, така да за жал не сме успеали ние како граѓанска организација овој стереотип да го разбиеме и да го демистифицираме, па затоа го споменувам. Функциониравме на Белизе да беше така. Апсолутно. Значи има начини и сето тоа. Значи едниот е тој, но точно е дека на пример релативно големи фондови стигнуваат во нашата држава и главно се од странски извори, што е во споредба со други земји, на пример Словенија никогаш немала странски донации од распадот на Југославија, вајда биле многу подобри од нас, па немало потреба и никогаш нема таков развој на граѓанското општество. Кај нас, за жал или за среќа, многу средства стигнувале од странски извори. Ден денес е тоа така, бидејќи се уште не преговараме за членство со Европската унија и тоа го зајакнува тој стереотип за странски шпиони. Да објективизирам колку е тоа, буџетите на сите невладини заедно се отприлика меѓу 90 и 130 милиони евра годишно во Македонија, неколку години наназад. Додуша, сето тоа е сконцентрирано во некои 300 организации, 300, 400, 500, кои имаат над 2500 евра годишни приходи и така ги пријавуваат. Ама голем број многу поголем број на граѓанските организации, околу 6500 или со се тие неизбришаните од претходниот закон, вкупно 15.000, немаат тие средства, односно не располагаат со некои големи пари, односно функционираат на принцип на донации на членарини и слично и не располагаат со големи пари. Може би оваа дисторзија на системот ќе се дојде во ред, ама за сега е така и најголем дел од овие пари се од странски извори. Ако не се смета дека тоа се двојно сметање, бидејќи кога ќе стигнат до МЦМ се ние ги канализираме до други организации, се сметат и кај нас и кај таа организација, така да реалниот е веројатно меѓу 50 и 70 милиони евра, што на некој ќе му се види како многу пари, затоа овие стереотипи се одржуваат. Од друга страна, за споредба, целиот придонес на Европска унија кон Македонија, со ИПА фондовите, е околу 70-80 милиони евра. Значи, фактички невладините придонесуваат, односно граѓанските организации, во сличен обим, ама Европска унија се гледа како голем донатор и како многу поддржувач на развојот на Македонија, а ние не сме тие. Со истиот тој обем на пари, веројатно слично или повеќе корисни работи што сме ги направиле за државата. Ги спомена некој МЦМ со 262 водоводи има финансирано од тие пари, така да е видлив развојот или придонесот што сме го направили. За жал, тие извори се
премногу странски се уште и затоа е таа една перцепција, би требало да е обратно. Од тие сите пари само околу 10 милиони евра се од државниот буџет. За споредба, у Србија, нели, каде што е диктатура, Вучич и слично, 120 милиони евра е државната помош за граѓанскиот сектор таму. И пак нели не чини Вучич, а ние големите демократи само 10 милиони. Са Србија поголема, ама 12 пати не е поголема. Хрватска има 230 милиони евра. Ајде речете дупло поголема е Европска унија пак. Словенија е исто колку нас, а има 300 милиони евра. Значи тука има голема дискрепанца и мислам дека тоа кога ќе почне да се менува, да државата разбере дека треба да го финансира самата развојот на граѓанскиот сектор кај нас, а не да остави на странци, ќе почне веројатно да се менува и стереотипот за странски шпиони. Дали ќе се разбие приврзоци на политички партии, така ќе видиме кога ќе дојде таква ситуација. Ама поентата е таа дека треба битен исчекор во државното финансирање и граѓаните, односно нашата држава си преземе врската да ги финансира најголем дел од нас, вклучително тие што ја критикуваат. Тоа е поентата на развојот на граѓанското општество во западните демократии. И уште една поента поврзана со тоа, на глобално ниво, пак ја за парите, приходите на граѓанските организации од прилика се исто на третини, како овие стереотипите. Ама една третина е од државите, значи на запад, државните буџети ги финансираат најголемите организации во тие држави, во околу 30%. Следните 30% се обично од услуги што ги даваат граѓанските организации. Кај нас веќе има некоја трансформација, например, од деинституционализацијата, од Демиркапија, домот во семејства, домаќини на децата со посебни потреби, е една таква функција каде што се наплаќаат услугите што ги дава граѓанската организација или ги продуцира, но една третина доаѓаат од членарини и донации на поддржувачи на самата организација. Кај нас тоа е многу рудиментарна форма, можеби некои организации, не знам, кај пчеларите или кај Сдруженијето за заштита при работа, дали има механизам од каде членарините се битен дел од буџетот, но порано функционираше тоа и во социјализмот. Имаме пример, нели, 50 годишна организација, имаше и други организации кои главно се финансира од членарините. И Сојуз на жени, и Сојуз на пензионери, ден денес пензионерите така се финансираат од дел од пензиите. Така да многу треба да се работи на тоа и тука е главниот проблем по мене, со тоа ќе завршам на граѓанскиот сектор и на ваквите перцепции. Дури Civica Mobilitas програма која работиме сега, главниот проблем го има идентификувано таму, а и USAID проектот за граѓански ангажман ги има истата дефиниција, дека е изгубена врската на граѓанските организации со граѓаните. Односно, треба да се зајакне таа врска. Премногу сме, можеби, ние самите ориентирани кон донаторите, наспроти кон граѓаните, и таа врска мора да се јакне и да се негува и на крај да доведе, мислам Валентина го рече тоа, со тек на времето, да финансирањето премине всушност од тие граѓани кои ќе видат бенефит од работата на таа организација. Ќе завршам со еден пример од Холандија. Сдруженијето на велосипедисти на Холандија е 175 годишна организација. Си се формирала кога почнале првите точаци по улици и се формирала за да се уредат како ќе се движат, нели, заштита на точакџиите на автопати и слично. Ама сега во Холандија скоро секој вози и имаат 15 милиони членови. 1 евро по човек е 15 милиони евра само од членарини на организацијата. Буџетот им е доста поголем, пошто не е 1 евро членарината, ама виделе луѓето дека има корист и затоа во Холандија е така како што е, дека точакот е главно средство на превоз, бидејќи Сдруженијето работи за интересите на велосипедистите. И тоа треба да го полека да го пренесеме во нашите работи, да зајакнеме врската со граѓаните за кои постоиме и работиме, и потоа тоа да се пренесе за неколку години и во финансирање на самите организации. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.